Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска акцентот ќе биде ставен на депресијата за време на бременоста и после породувањето. Како се манифестира и препознава овој проблем, на каков начин се третира, зошто се јавува депресија во бременоста и во периодот после породувањето, во периодот кога повеќето жени велат дека го искусуваат најсреќниот момент во животот. За сето ова детално од разговорот со магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист психијатар во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. За поспородилната депресија, но и депресијата за време на бременоста. Денеска разговараме со магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист психијатар во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма повторно. Чест ми е да питам повторно со вас, да прозбориме за една многу битна тема за грижата и здравјето на мајката, за незиното како телесно, така и психичко здравје, се разбира и на сите блиски во текот на бременоста, незини блиски. Жените за време на бременоста велат дека емоциите им се менуваат како ролер костер. Еден ден се среќни за она што им се случува, следниот ден несреќни, дури и ако бременоста била силно посакувана. Дали ова нормално? Така е, навистина поминуваат низ бура на емоции, нормално е, бидејќи од една страна они го очекуваат да дојде на свет новороденото, но исто така се појавува одредена загриженост како се ќе тече бременоста и исходот околу породувањето. Но оно што е битно да навистина е нормално, бидејќи жената веќе се наоѓа во една друга состојба кога е бремена за разлика кога не е. Тоа опфаќа промена на хормоните, односно порастот на простагладин и естрогенот, кои што влијаат практично на овие еден начин на изменливо, променливо расположение кај жената. Дополнително и емотивниот дел, колку бременоста била посакувана, на која возраст се јавува бременоста, дали е спремна жената за да отпочне бременоста, да издржи, дали има поддршка од поблиските. Тука веќе наидуваат и моментите да се размисли колку и како ќе се одвива уреден тек на бременоста, дали ќе донесе на свет живо и здраво детенце и како ќе биде самиот момент на породувањето. Воедно жената во текот на сета таа бременост, знаете, доживува одредени промени на телото. И сакало или не ќе влие за да размисли како она се доживува од страна на надворешниот свет, од околината. Дали повторно ќе биде привлечна, дали ќе биде атрактивна. И тоа е еден многу голем предуслов за повремените флуктуации во расположението и размислувањата. Значи многу притисоци се испреплетени во овој период. Апсолутно. Истовремено, не секоја бременост е иста, некои се лесни и нормални, други се комплицирани. Доколку бременоста е покомплицирана од вообичаено, жената се соочува со големи потешкоти, може ли да се јави депресија? Нормално ли би било да се јави депресија или не? Би се очекувало, не мора, зависи од снагите ментални на личноста. Зависи дали претходно имала бременост и дали донела здраво дете, дали бременоста била преку спонтано оплодување или со вештачко оплодување. Но и одредени стресни моменти кои што жената може да ги доживува во периодот на бременоста. Многу е битно и поддршката што ќе има и чувството на збринетост од блиските, за да може да се чувствува комфортна во периодот на надминување на сите премрежија кои што на ментален план, односно како загриженост се јавуваат додека е бремена. Така да се очекува дека може да се јави депресија, но и не мора, пред се во зависност од тоа колку личноста била претходно психички во добра кондиција и дали е емоционално доволно зрела, независно од возраста на години што ја има. Најдов на некој податок дека секоја четврта жена се соочува со некакви депресивни чувства во бременост. Навистина ли е токав процентот? Да, навистина. Пред се поаѓа од една обична грижа. Дали се е во ред со незината бременост, дали уредно ја одржува хигиената, дали постои можност некако да го контаминира плодот, дали партнерот доволно се грижи, потоа се секира
во смисол дали доволно и уредно ги остварува контролните прегледи, дали нешто е превидено. Знаете, сите тие работи некако влијаат во одржување на одредена загриженост и можност за појава на депресија во толков процент. Доколку се јави депресија, ќе влијае ли таа на плодот на сѐ уште нероденото бебе? Знаете, зависи од повеќе фактори кога е депресијата јавена. Мајката дали е спремна да проговори, да ги соопшти проблемите со кои што се соочува. Дали наидува на разбирање од блиските. Се разбира, во овој временски период е многу пожелно да се проговори со стручно лице, бидејќи понекогаш кога мајката се соочува со проблеми, вели, зар не е срамота јас тука на свет носам дете, а да кажувам дека ми е мачно или дека ми е тешко или дека ми е тешко да станам, пример, да се истоширам. Од тие причини навистина е многу пожелно. А има и понекогаш и коментари од околината дека жената претерува, дека тоа е нормален процес, размазана, лигава и слични такви епитети. А всушност навистина доживува бура на емоции, на стравови и тоа е она заради кој што она навистина се доживува себе изменета и е потребно да добие помош. Потребно е да добие разговор, третманот понатака зависи во зависност од клиничката слика, односно тежината на депресивната симптоматологија што ја пласира. Доколку има потешка клиничка симптоматологија на депресија, дозволено ли е да се пијат лекови во бременоста, антидепресиви? Или нешто друго за смирување? Така, во текот на бременоста може да се јави поманифестна вознемиреност или до степен на депресија, развој на одредени психички состојби. Тоа што на нас ни е битно е дека мора лично да оствариме контакт со трудницата. Во даден временски период мора да се смири и да се даде лек. Го мериме бенефитот, односно користа наспрема ризикот. Но смирувањето на трудницата, давањето на адекватна терапија која што ќе ги повлече депресивните симптоми, всушност укажува дека веќе мајката ќе биде спремна да го пречека моментот на незиното породување, донесување на свет на бебето и се разбира грижата за новороденото по породувањето. Доколку не се пристапи кон лекување, тогаш може да се очекува вознемиреноста да расте, трудницата да е неспокојна, понекогаш да посегнат по алкохол или по некоја психоактивна супстанца и да довлоши веќе актуелно нарушената психичка состојба. Дали и благите депресивни чувства може да ја отежнат подготовката за породувањето? Благите чувства депресивни, знаете, понекогаш може да бидат стимул за да се надмине. Да се посвети грижата на себе, грижата околу набавување на работите кои што се потребни за новороденото, да ги споделат работите со партнерот и полесно да се надминат. Но доколку симптомите веќе проградираат и од ден на ден земаат замав и траат секојдневно и континуирано и повеќе од 2 недели, веќе тоа ни е јасен знак дека сепак на трудницата треба да се даде конкретен лек за да се стабилизира незиното психичко здравје. Доколку се јават вакви чувства, вакви емоции, анксиозност и депресија за време на бременост, дали таа ќе се провлече и во периодот после породувањето? Се е индивидуално. Можно е да се провлече, со оглед дека потребен е најпрво и временски период за да проделува антидепресивната терапија и почетокот кога ние отпочнуваме да го даваме лекот и во кој период од бременоста е отпочнато лекувањето. Се разбира со помош на лекарствата, депресијата за краток временски период почнува да се стабилизира и симптомите да се повлекуваат. Така да мајката потоа во целост ја превзема улогата на мајката и ја воспоставува релацијата со новороденото после раѓањето. И сега доаѓаме до оној момент да се стане мајка. Тоа огромна животна промена, драматична промена во секојдневните рутини. Многу жени не се подготвени за сето тоа. Па дел од нив вела дека се премногу среќни, тоа дека е најсреќниот момент во животот, но други се враќаат дома со солзи и плачење. Некои дури во болницата ги чувствуваат тие емоции на вознемираност, на несигурност и слично. Дали е тоа постпородилна депресија или не? Не, тоа е постпородилна дисфорија, односно краткотрајно
пореметување во расположението кое што е проследено со пореви на плачење, вознемиреност, несигурност, растревоженост околу грижата. И знаете, жената спонтано плаче, не знае зашто плаче, бура на емоција опливуваат, се прашуваат дали ќе може да се поврзи со детето, да се грижи за новороденото, и сето ова е резултат на тоа што додека жената е бремена, е високо нивото на естроген и прогестерон. Но непосредно по раѓањето овие хормони нагло се намалуваат и се смета дека тоа е една од причините заради кои што се јавуваат овие така наречени baby blues или као благо дисфорично пореметување на расположението. И битно е дека понекогаш жената се чувства силно заморена и не успева да одспие, дури ни во периодот кога бебето одспива, се смета дека тоа може да е резултат на тоа што во моментот вистински се соочува со новите одговорности што ги има како родител и како мајка, а измеѓу настапува нели краток период од едното до другото доење, па практично она не успева да одмори. Всушност и преморот, значи, си има своја улога во сето тоа. Така, и битно е дека овие симптоми од прилика би требало веќе до 10-тиот ден да се повлекуваат. И затоа се смета дека оваа фаза првична не бара медикаментозно лекување, Оно што се нарекува baby blues. Baby blues, да. Baby blues или породилна дисфорија. Постпородилна дисфорија. Така. Тоа значи до 10-тиот ден би требало да се намалува како интензитет и да исчезне. Но доколку и понатаму потрае, така присутно и па дури се влошува, тогаш веќе се работи за депресија. Постпородилна депресија, апсолутно. Лесно е да се препознае разликата кога ќе ви се обрати пациент, дали се работи за baby blues или постпородилна депресија? Покрај останатото ќе имаме моменти кога себе ќе се обвинува, себе ќе се критикува доколку станува збор за постпородилна депресија. Тежината на мислите со кои што е обземена, на себе критикување, себе невреднување, каде што не гледа излез, каде што бебето го доживува за туѓо, страф е да му пристапи, да го земе, каде што и се наметнуваат одредени непријатни мисли, дека детето не го сака, дека не е пожелно, зашто ли воопшто се родило. Таквите моменти веќе укажуваат на еден манифестен, односно силен развој на постпородилна депресија, кој што или бара згрижување на породената жена, бидејќи во тој момент би страдал нормалниот развој на новороденото. Обсесивни се тие мисли? Дел од мислите знаат да бидат обсесивни, односно интрузивни, наметнувачки, силни мисли, каде што практично родилката, знаете, се обидува да го има детето, да го избања, па се плаши дали ќе и падне, дали ако падне во местото, значи може да се случи и што ќе се случи ако неколку минути остане под водата, дали ако легне до него може да го загуши или не, што ако ја напушти просторијата и дали детето во тој момент ако престане да диша нема кој да му помогне. Знаете, веќе таквиот интензитет на интрузивни мисли или силно заплашувачки мисли ги велиме, се оние кои што практично ја ставаат жената во една налик на парализирана состојба, бидејќи обременета со тежината на овие мисли, каде што повторно настанува срам да ги соопшти, па се обвинува себе си како јас бебето го сака, види што ми се случува, и она престанува да му се приближува или од страв дека ќе му наштети или дека не е способна, каде што веќе се доведува во состојба да се преиспита дали она навистина е добра како родител и да биде родител и да се грижи за детето. Така искуствата покажува дека жените обично после породувањето ги кријат чувствата на анксиозност и депресија од околината, создаваат слика на среќна мајка со новороденче, повторно плашејќи се од критика на околината. Од критика, од неразбраност на околината. Знаете, потоа и на околината им е чудно како жената одеднаш се повлече, ништо не работи, ние го гледаме бебето, а до вчера беше сосема поинаква. Најверојатно тој прекор од околината, неразбраност од околината, ја тера жената во позиција да ги премолчува работите и да мисли дека сами од себе ќе поминат. Дополнително, ако она се соочува со мисли каде што, знаете, дали ќе испадне бебето, дали она ќе биде виновна ако бебето се повреди или се заболи од некоја тешка заразна болест,
Може, знаете, да се плаши дека ако сето ова го проговори, дека ќе дојде некој, дека ќе го земи новороденото детето и дека ќе се прогласи за неспособна мајка. И на тие моменти со ние пресудни, каде што не ја дозволуваат на жената реално да го соопшти она како тегоба низ која што поминува. Колку често се јавува овој проблем? Што велат истражувањата? Истражувањата кажуваат дека некаде од прилика околу 15% од породените жени развиваат постпородилна депресија, дека вака евентуалниот развој на АК, обсесивно-компулсивно расстройство или вакви силни интрузивни наметнувачки мисли се од прилика околу 4% кај породените жени. Дали начинот на кој што се породила може да игра улога во поттикнувањето на депресивните чувства? Доколку е комплицирано породувањето и слично? Може да влие начинот на породувањето, колку време траело породувањето, дали измеѓу се јавиле некои компликации или можеби постоел страв од влошување и кој ќе биде исходот. Исто така може да се јави депресија доколку малце бебето е пораздржливо, потешко го воспоставува процесот на доење, постојано плаче и е немирно, тогаш мајката станува загрижена, се прашува што се случува со новороденото, дали станува збор за некоја сериозна болест. Се разбира и мајката може да постане депресивна, доколку сепак на свет се донесе детенце кое што се соочува со здравствени проблеми. Тоа може исто така да биде предуслов за развој на депресија кај мајката, но и кај таткото. Кај најблиските членови воопшто на семејството. Каква улога игра доењето во развивањето на постпородилната депресија? Знаете, доењето се смета дека е најфизиолошката и најпотребната работа, нели, откако веќе ќе се случи породувањето, затоа што се смета дека се создава најемоционалниот контакт, најблиската релација помеѓу мајката и новороденото. Мајката да се запознае во нова улога, новороденото излезено од таа комфорт зона на утробата, да ја почувствува повторно топлината, близината, кога ќе заплаче повторно некој да му пристапи, да го стави на града и да се отпочне доењето. Тоа е многу битно заради овој физички контакт, но исто така се смета дека во моментот кога малото почнува да дое и да цица, практично се ослободува окситоцин, што како еден вид на хормон овозможува дополнително како зборам хормон е фактор плюс за да настане емоционалното дозближување. И дури се смета дека окситоцинот овозможува и понатамошните релации на социјален план да се остваруваат понепречено, односно да бидат поблиски релациите. Значи, колку родилката е во можност да го дои детето, тоа е подобро за емоционалното здравје на новороденото, а се разбира и на мајката. Многу често се случува по породувањето, мајката да не ја почувствува веднаш таа блиско со своето бебе, да не се чувствува како мајка, да не го сака премногу бебето, нели? Велат обично кога ќе го земаш бебето во раце, тоа е најголемата љубов, но тие не го чувствуваат тоа во првиот момент. Дали ова може да доведе до постпородилна депресија? Доколку на почетокот веднаш не се развие може таа само да е релација. моментална конфузност, моментална збунетост, бурата на емоции, бурата на хормони, што претходно го објаснев, падот на естрогенот и прогестеронот. Но веќе се очекува првиот, вториот ден да се осети како иде тој развој на близина. Дали мајката со лесно и убаво го прифаќа детето, дали му се радува кога доаѓа, веќе да се труди да се воспостави лактацијата. Така да се смета дека сепак ќе има одреден период на адаптирање, но не мора да значи дека ќе се развие депресија. Но доколку обстојува и после 10-тиот ден, да мајката го чувствува страно детето, да не му се радува, да смета дека не може да му се приближи, да се прашува зашто воопшто се појавило во нејзиниот свет, да размислува и да има негативни мисли во смисол дека треба да го убие, дека не може да издржи тој притисок на ваквите наметнати чувства и да размислува за смрт или за себе повредување, повторно веќе збориме и тоа за многу потешка состојба на постпородилна депресија. Затоа е многу важно навремено да се препознае. Апсолутно, треба да се препознае, треба да се внимава на секој симптом. Не мора понекогаш мајката да ги искажува тегобите што ги има.
треба и блиските од страна да наблюдуваат што прави мајката, дали мајката се разликува од времето пред да биде бремена и во текот на бременоста, дали она успева да се радува на работи што претходно и носеле радост и задоволство, дали е опуштена и сака да е бебето во близина или бега што понастрана да е од него, дали успева да одспие краток временски период или постои загрижена, нетрпелена, раздвижена. Треба исто така блиските да внимаваат дали мајката уредно се исхранува, дали внесува течности, дали успева да се грижи за себе и да одржува лична хигиена. И овие елементи укажуваат дали родилката, односно мајката, е во постпородилна депресија или не. Доколку блиските членови на семејството, партнерот или пак некој друг член од семејството забележи вакви промени, што треба да се направи? Сигурно не треба да се упати критика. Што ти е, зашто вака се однесуваш? Соземи се. Така, треба да се пристапи од позиција на доверба и на разговор. Треба да се праша со што се соочува, да се отвори разговорот, дали има некакви проблеми, дали од нешто се плаши, како може да и се најдат, како може да и помогнат. Битно е да се воспостави комуникација на близина, каде што ќе нема осуда, прекора и критика, туку напротив, да се отвори средина и расположеност за разговор. Простор каде што ќе може жената да објасни се што размислува и се што доживува. Ако она остана неразбрана од страна на околината, симптомите само ќе се влошуваат. И потоа може да се случи таа се обиде да се самоубие, не знам како тоа се случи. И кога ќе ги распрашаме фамилијата што потоа доаѓаат со мајката, всушност они мислеле дека требало повеќе да се посветат околу грижата за новороденото, дека доволно не посветиле внимание на мајката. Значи, знаете, ако мајката е во добра здравствена состојба и телесно и психички и емотивно, тогаш мајката ќе може да се грижи за детето и за новороденото. Ако мајката не е добра, тогаш, знаете, мора грижата и вниманието да бидат кон мајката, за да се стабилизира мајката и да се врати во позицијата мајка на новороденото. Обично сите прашуваат како е бебето, како е новороденчето, ретко кој прашува како е мајката. А всушност е обратно треба сето тоа да се обратно треба да бидат поставени прашањата и фокусот да биде сосема поинаку насочен. Сега споменавте што се треба да се направи доколку забележат блиските дека има некакви депресивни растројства кај жената. Но во кој случај од нив се очекува да иницираат стручна помош? Знаете, веќе ако мајката го напомене моментот, прво ако мајката не може да се грижи за себе, тоа е првиот индикатор. Второ е ако соопштува дека не се живее и дека не може да го издржи притисокот за грижа на новороденото и дека не е способна да му пружи љубов, дека новороденото и пречи. Ако размислува за самоубиство и да си го одземе сопствениот живот. Многу од дел од родилките кои што ја развиваат постпородилната депресија практично се соочуваат со суицидални мисли. И тука е една од индикациите непосредно на вистина да се упатат на психијатар. Секогаш треба да им кажеме дека ниту се виновни за ситуацијата што им се случува, ниту пак состојбата бира пол, возраст, време кога се појавува, но дека се тука за да се најдат и да помогнат. Мора да се пристапи од позиција на разбирање и поддршка, за да се намали чувството на вина со кое што жената се соочува. Знаете, она го има доживувањето дека е родител, дека го сакала бебето и дека му сака се најдобро во животот, му посакува. Но во даден момент кога она е надпливана од сите овие непријатни доживувања, размислувања, нагони што ја тера да посегне по себе или по детето, она практично се доведува во една состојба на парализираност и немој каде што од страна на најблиските треба да биде упатена, однесена за медицинска помош. Обично се плашат и блиските, но понекогаш и жената која што е во постпородилна депресија од лекови, од антидепресиви, додека дојат. Постои ризик? Знаете, секогаш во текот на бременоста го даваме лекот во најмалата доза што постигнува ефект. И сме внимателни, бидејќи секогаш треба да имаме повеќе корист отколку штета. Ако во текот на бременоста не е згрижена бремената жена заради депресијата,
тогаш би имале последици спрема новороденото. И од тука е пожелно да се отпочне лекувањето со антидепресивна терапија, а при тоа при породувањето да се соопшти дека се примал одреден лек за да може да се следи новороденото после раѓањето. Се смета дека кај некој од новороденчињата може да се јави слаб адаптационен синдром, кој што би значило одредена иритабилност, нервоза кај новороденото, но дека се надминува за краток временски период. Некој од литературата повикува дека тоа може да е резултат на употребата на антидепресиви од групата на ССРИ, но не сите ги поврзуваат со примениот лек. Сепак, секој стручно медицинско лице употребува доза на лек во најмалата во текот на бременоста, за да се постигне ефект на консолидирање, односно на смирување на депресивните симптоми. Секогаш е неопходен лек? Може да се реши сето ова со разговор? Понекогаш може да се помогне со психотерапија. Најчесто и во литературата се спомнува дека когнитив-бихевиоралната психотерапија помага на начин со промената на размислувањето да се промени однесувањето и обратно, преку промена на одредена форма образец на однесување да се промени начинот на размислување. Но повторно е проценка на психијатарот која е тежината на депресивните симптоми, бидејќи секоја депресија може да биде како лесна, умерена, тешка и тешка со психотични. Тогаш веќе кога станува збор за една поумерена или тешка, а да не зборам тешка со психотични симптоми, лекувањето е неминовно. Обично колку време трае постпородилната депресија? Еве доколку се јави 10-тиот ден после породувањето, колку време би требало да обично колку време трае? Кога би можело да се очекува да помине? Знаете, сметаме дека еднаш од почнатото лекување сериозно треба да се применува година дена. А дека симптомите на депресијата од прилика би требало да се повлекуваат од првиот месец па натака. Колку време би траела депресијата зависи од тоа дали постои генетски предиспозиции за некое психичко нарушување, дали претходно постоело психичко отстапување, дали мајката е самохран родител или е во одредена партнерска релација каде што има или нема поддршка од партнерот или може би трпи некое насилство. Дали се соочува со финансиски проблеми или дали едноставно го расте детето како самохран родител. Значи, дали ќе се одржува депресијата и колка временски период ќе се одржи депресијата е мултифакторијално. Условено, значи, и од факторите на обкружувањето, финансиската состојба, но и генетските предиспозиции. Се разбира и неопходно е соработка од мајката за редовно примање на лековите. Што значи за бебето мајката да има постпородилна депресија? Доколку знаете, мајката ја има оваа депресија, практично она не е во можност емотивно да се поврзе со детето. И тоа видено на долг план би значило емотивно и подоцна когнитивно страдање на новороденото и на детето, бидејќи не ќе може да ги развива нормалните фази што се очекуваат од новороденото доенчето и понатамошниот развој. Затоа е битно емоционална топла мајка, која што ќе му пружа време, топлина, љубов, која што ќе реагира на секое обраќање на новороденото, кој што ќе му пристапува со топли зборови, со нега, со грижа, со љубов. Ако изостанува сето тоа, тогаш, знаете, новороденчето расте, знаете, плаче, раздразливо е, тешко се смирува, изостанува топлина, не ја препознава ни топлината ако доаѓа од други луѓе. Особено ако повторно ќе напоменам мајката ако е како самохран родител и ако самата треба да се справува. Доколку новороденото расте во заедницата, сепак може другите значајни блиски луѓе да дадат топлина, но ако долго време остане депресијата, кога таква не е лекувана, знаете, тоа не само на новороденото, ќе влијае и на релацијата со партнерот. Знаете, ќе се заладат, нема меѓу себе да разговараат или често ќе влетуваат во конфликтни состојби, нема да наоѓаат меѓусебно разбирање и поддршка, и тоа на долги стази води, знаете, до запоставување, занемарување за потребите севкупно спрема новороденото.
Докторке, доколку жената почувствува вакви чувства во првите десетина дена после породувањето, советувате ли понекогаш да го остави бебето во домот, да се погрижат некои од блиските членови на семејството, таа да излезе, да прошета, да седне на кафе со пријателки, можеби не знам, да прошите низ продавници и слично. Пожелно е грижата за себе. Една таква дистракција. Да излезе малце од дома, да се опушти, да се релаксира, да свати дека точно е дека е мајка и дека има грижа и обврска спрема новороденото, но дека треба да се грижи за себе. Се што годи на жената, што е позитивно за враќање на животната енергија и хармонија, е потребно да го направи. Престој во природа, разговор со блиски луѓе, обкружување со луѓе кои што имаат поддржувачка енергија, елементи на разбирање. Знаете, дури тоа е потребно и да го направи и во моментите пред породување, да обезбеди група за поддршка. Кој човек ќе биде тука да се најде околу новороденото кога она ќе легне да заспие, да ги измие садовите, да се погрежи за домот. За мајката измеѓу првите особено десетина дена додека се навикне на новата состојба, да успее да отспие додека и бебето отспива измеѓу интервалите за доање. На тој начин она ќе успее лесно да се адаптира на новиот процес и да не го доживее како тежина или пак да биде причина за развој на депресијата. Една од причините. Значи би требало да бидат подготвени за она што следува во периодот на мајчинството. Заедно и мајката и партнерот се разбира и поблиските. Да немат идеализирана слика, романтизирана за тоа што значи мајчинството и родителството воопшто. Да, треба да се привикнеме ние на условите со новороденото. Така. А се разбира прво да се задоволи состојбата здравствена на мајката и на телесен и на психички план. Ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, емисијата е контактна, ве очекуваме со ваши искуства можеби на оваа тема. Докторке, оние жени што еднаш минале низ постпородилна депресија, се плашат повторно да забременат. Се плашат дека и следното породување ќе им следи исто период на постпородилна депресија. Зголемен е ризикот кај оние кои што еднаш биле изложени на вакви чувства и на вакви емоции, тоа да им се повтори? Постои можност да се повтори, но она кое што е позитивно е дека веќе мајката ги препознава симптомите. И знае да се охрабри и да каже ова лесно го поминавме. Дел е од бременоста, дел е од породувањето. Знае да ги проговори, веќе не се срами, затоа што од претходното искуство веќе израснала детенце. Па потоа контактирала со блиски пријателки и они соопштиле моменти. Реално ова, знаете, тага и лесно променливо расположение по породувањето, скоро 75% се јавува од кај породените. И меѓу себе си разговараат пријателките. Кога веќе ќе најде втората бременост, она ќе се соочи, да, нормално е да се појави моментот да се запраша што ако повторно ми се јави, дали ќе биде со истата тежина. Но она кое што е битно, да збори за своите доживувања. Да ги изнете здравите сегменти, капацитети во себе, како претходно се справувала со состојбата и да знае дека сепак во даден момент, ако стварно си има потреба, дека тука постои медицинска помош за да се надмине состојбата. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Благодарам. Јас депресија имам можеби од породувањето. Се гледам емисијата, баш ме се интересира и со таблети сум, пијам таблети за смирување. Све. И дали се лечи ова депресија? Муж 20 години сум породена. Така, вие веќе 20 години сте во депресија, тогаш сте ги почувствувале првите симптоми, сега свативте всушност дека од тука ви почеле на контроли, одам и на психијатар и на невролог. Дали се лечи? Така, дали може еден ден да не примате лекови и тоа да се нормализира? Да, како другите жени, како да не со вака. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, депресијата понекогаш е потребна да се следи дали постои можност за да се прекине лекувањето, но на почетокот обавезно се препорачува најмалце година дена да имаме непрекинато лекување со антидепресивни лекови во доволна доза потребна за да се повлечат
депресивните симптоми. Она кое што е битно и како што кажа гледачката дека ке не обстојува депресијата, но дека она континуирано посетува и невролог. Значи имаме дополнителна здравствена состојба која што допринесува за да се одржува депресивната состојба. Понекогаш кај луѓето навистина може во периодот на репродуктивниот период, кога е најголемата стапка за појава на депресија, да отпочне депресијата, а да обстојува низ животот. За тоа зависат дали е пропратена со други здравствени состојби, дали редовно се земаат лекарствата, дали има начин како изнаоѓа да се ослободи од сите симптоми на стрес и вознемиреност кои што се пропратни низ животните периоди. Значи, она кое што јас го советувам е да се изнајде и начин одредено хоби, релаксација, покрај редовното земање на терапија, за преку тоа што она ние што ќе го работиме и ќе го исползуваме да ни овозможи да почнеме да се себе вреднуваме, себе цениме и да ги намалуваме чувствата на депресијата. Понекогаш и работната терапија е дел од процесот на третман на депресијата. Докторке, некои истражувања покажуваат дека 50% од жените со постпородилна депресија не се диагностицирани. Дали истата состојба и кај нас или можеби кај нас е уште поголем процентот? Мислам дека кај нас е уште поголем процентот. Прво е заради стигмата за менталното здравје. Многу од луѓето се плашат да проговорат со какви мисли и какви доживувања се соочуваат. Морам да речам дека се уште постои момент каде што побрзо ќе се обратат на гатач или бајач отколку да се обратат на психолог или психијатар. Исто така влијае, знаете, елементот што го напоменав дека жената стравува да го соопшти она низ кое што поминува. Од страфот од фрленост, од страфот прекор, и тоа е еден предуслов зашто е битно жената да редовно остварува севкупни прегледи, а меѓу другото, ако е потребно и гинекологот акушер да го размислува делот за евентуален скрининг од депресија во периодот на бременоста или евентуално ризик, да ги проценува ризик факторите. Ризикот за одредена жена да западне во постпородилна депресија. Кај нас е непрепознаено од една страна, од друга страна младите веќе имаат и тенденција повеќе да живеат сами и да не се во заедница, а порано, например, полесно се препознавало кога биле повеќе члено семејство, па ќе речат чекај нешто со невестава не е во ред, беше темпераментна, повесела, сега се повлече, не збори, види 2-3 дена не се избања, што се случува, да однесеме на лекар, да прозбориме, ќе ја викнат мајката, незина сестрата, да ќе напрати на интерна група на поддршка. Знаете, одеднаш ќе се најде индиректното решение во смисол да се утврди што се случува, па потоа да се побара и стручна помош. Навистина кај нас сметам дека поретко се проговорува за состојбата и самата бремена жена, знаете, повеќе чита на интернет, се преплашува од идеите што може да се случи, се заплашува до степен нереален, а поретко се решава да побара помошта. Значи, доколку жената почувствува вакви емоции, треба гласно да ги каже, да ги соопшти, но доколку побара помош, кому да се обрати? Дали на психијатар или пак на психолог? Дали е тоа сега важно? Видите, битно е да побара стручна помош. Може и прво да се обрати на психолог. Битно е да се ослободи да проговори и да се утврди со кој степен на депресивни мисли се соочува. Колкав е степенот на преиспитување, себе обвинување, себе критикување, дали имаме развој на суицидални размислувања, веќе ако е породена, ако негото живува бебето блиско, ако е страв да му пристапи или го смета дека е непотребно и непожелно, ако чести се размислувањата за смртта. Значи, тие се индикаторите каде што жената мора да побара стручна помош, но битно е и да биде охрабрена од најблиските да почне да збори. А се случува ли мажот исто така да почувствува симптоми на депресија во овој период? Се случува и мажот да почувствува проблеми,
а се случува понекогаш и родителите кои што посвојуваат дете или се сурогат родители да доживеат постпородилна, односно депресија после добивањето на детето. Тоа е како резултат на серијата на исто така хормонални превирања, емоционални доживувања, реакцијата на околината, прашањето како ќе може да го обстојат, издржат на финансиски план, доаѓањето на членот на фамилијата, како досега членовите од фамилијата ќе го прифатат новороденото и слично. Така да развојот на депресија, по доаѓањето на новороденото во домот се очекува кај сите кои што се вклучени во неговото. Грижата, негата на новиот член на семејството, кој што носи, како што веќе споменавме, многу големи промени во секојдневната рутина. Моето последно прашање во денешната емисија е колку често ви се обраќаат за овој проблем? Значи, околу 10% од прегледите се јавуваат кај жените кои што се во тек на бременост и кои што доаѓаат сепак на вистина да се консултираат дали е нормално да имаат одредена загриженост додека се бремени и дали, особено што дел од нив и на вистина ги читаат преку интернет симптомите, сакаат и се интересираат да прашаат дали на вистина нивните симптоми попримаат карактер на обсесивно-компулсивно расстройство во текот на бременоста. Почесто се случува жените да се јават и да бидат доведени од член од фамилија кој што ќе каже не го гледа бебето, и мајката и свекрвата помагаат, друга ми е жената. А жената свесна е за овој проблем или се случува да не е свесна? Свесна е, тука е, сака да си помогне. Спремни се дали амбулански, дали евентуално ќе прашаат доктор како треба и болнички, само помагајте, спас да се најде. Така да најчесто да се јавуваат во периодот после породувањето, кога значително приметуваат, особено околу првиот месец дена, дека мајката не ја превзема улогата на мајка и не се зближува со малото. А може ли да се јави постпородилна депресија, да речеме 6 месеци или па година дена после породувањето? Може, и тоа е дел од нашата пракса, каде што на почетокот имало блага симптоматологија, но потоа во текот на првата година се случиле сериозни стресни моменти кои што ја довеле жената да се најде во еден момент на депресивна состојба. И дури знаете, имало моменти кога сме отпочнувале со терапија и ќе се вратат по месец-два од контролниот преглед и знаат да кажат како порано не дојдов. Знаете ли колку време пропуштив за да не се грижам за малото? Сега дури сакам да го вратам времето што се вели. Да го вратам или да го продолжам породилното боледување за да може да бидам дел од растот и грижата и вниманието спрема малото. Така да мило ми е што можеме да помогнеме, само ги охрабрува мајките што поскоро да бидат спремни да се соочат со мислите со кои што преживуваат, особено ако траат повеќе од 10 дена, од 2 недели, да се охрабрат да дојдат за разговор. Не секогаш е потребна терапија. Понекогаш и разговорот и опуштањето во една срдечна средина им помага да изнајдат механизми за да се справат со состојбата. Пред самиот крај на емисијата добив знак дека сака да се вклучи уште еден гледач. Добар ден! Добар ден за гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас значи сега имам дете, ама пред да го имам детево, имав некој така депресија вид и пиев терапија, ама во текот на бременоста не земав терапија и еве веќе детето порасна, има 3 години, ама веќе долго време јас немам потреба да може би малце не со темата, ама сакам да ја прашам докторкава, бидејќи психијатар, дали немам потреба да имам со мојот сопруг контакт, како да поопширно да ви го кажам тоа. Немате желба? Так, да. Дали тоа е нешто споено со психичка база? Зашто мене гинекологот ми кажа дека тоа е споено со тоа и дека треба да посетам психијатар. Психијатар, така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Се случува жените после породувањето да изгубат интерес за партнерот, за сексуалниот живот. Често тоа се случува
е дел и еден од елементите на депресијата, кога се намалува жилбата за сексуални односи и се смета дека покрај тоа што, например, се нарушува сонот и исхраната, дека и губењето на сексуалниот нагон и сексуалната желба е еден од елементите на депресија. Така да, можеби, гледателката ги нема истите симптоми што ги имала 3 години пред да остане бремена, но дека се уште можеби се навраќа во некоја форма, некоја анксиозно или анксиозно-депресивна состојба, заради што кај неа е намалена желбата за интимно дружење со партнерот. Од тука, навистина советувам да се обрати за разговор, да се поттикне, да се види дали е само тој единствен како проблем или постојат и други кои што би можеле севкупно да се дефинираат како депресивна состојба. Се решава овој проблем со психијатриски преглед, со грижа и со некоја терапија? Може и преку разговор да се види која е причината за раздалечување помеѓу брачните партнери, а понекогаш ако е потребно се дава и терапија. Зависно од причините и измеѓу состојбите во бракот. Понекогаш и грижата за новороденото на мајката може да значи малце да се дистанцира од партнерот, што не значи дека е намалена желбата, туку да е повеќе, знаете, препосветеност и преодговорност кон новороденото. А некогаш и преморот го наведуваат како. А и понекогаш и преморот да има свој одраз. Ви благодарам многу за денешната Телма амбуланта, за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. На еден прекрасен начин ни ги појаснивте сите аспекти на ова сложено нарушување кое што воопшто не е ретко и во бременоста и веднаш после породувањето. Мило ми е што имавме можност на оваа тема да проговориме. Се надевам дека на многу од жените, а се разбира и нивните брачни партнери и пријатели ќе помогнеме за да препознаат дел од симптомите, ако имаат потреба да побараат помош и советување. Ви благодарам уште еднаш, почитувани магистар доктор Марија Костадиновска, специјалист психијатар во клиничката болница Жан Митрев, беше гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам што не следевте и денеска. Имајте убав ден.